Со право јавноста е гневна, со право, тоа не значи дека премиерот треба да ја разреши пола извршна власт поради ова работа. Гневноста, господин премиер, не еве вака само да се докажам. Гневноста на јавноста е со право. Тоа значи дека ние мораме да истражиме и да кажеме каде е одговорноста. И кога ќе алоцираме одговорноста, таа да биде понесена. Јас ве разбирам за што зборувате, вие зборувате за субјективна, но постои и објективна одговорност. Кажете, новинар, каде е одговорноста? Тој дел од политичката култура никако да го воспоставиме да почне да функционира. На истиот начин ги релативизира работите и претходните власти, па со тие релативизации видовте до каде стигнавме. Ве разбирам јас. Благодарим по Петревски. Граѓанин сте граѓанин су, како и сите други. Можете ли во моментот да кажете кој е одговорен? Не можеме да кажеме кој е одговорен. Една од трите институции, СЈО, суд и МВР, сигурно се одговори. Добро, и треба тоа да се утврди, така? Добро. Амнестија на ниедно ниво не е вклучена во оваа лепеза за која што зборувате? За секоја разговара националното координативно тело. Јас не исклучуваат и амнестија. Значи, можно е да има амнестија, можно и да нема амнестија. Амнестија за кој и за што? За 27 април зборувам. За 27 април зборувам. На кое ниво амнестија?